5 јуни се одбележува како Ден на животната средина и токму нејзината заштита, впрочем, ја ставаме во фокус на разговорот кој го реализираме во продолжение со Ирина Јаневска, председателка на невладината организација Арно, која го отвори Центарот за поправки Ништо ново. Преку овој денешен разговор ќе се обидеме да ви доловиме како поправките се своевиден еколошки активизам. Ирина, добро утро и благодарам што сте дел од утринската на Телма. Кажете ни за почеток што вели статистиката, колку поправки се направени во рамките на овој центар и што најчесто донесуваат граѓаните за поправка. Добро утро и поздрав до сите кои што не гледаат. Верувам дека веќе имаат слушнато за Центарот за поправки, кој што е прв центар во Скопје. Инаку концептот на поправки постои од 2009 во светот, меѓутоа Арно успеа некако да најде и средства и сили да го отвори овој центар лани, односно минатата година во април, што значи дека функционираме една година. Интересот е многу голем. Во овој простор има дојдено околу 600 учесници кои што биле на работилници, стекнале вештини за поправки, иако интересот е помножен со 3, значи не сме успеале да ги примиме сите оние кои што биле заинтересирани, затоа што ограничен е просторот и средствата, се разбира. Сето ова се прави благодарение на поддршката од Европската унија и со помош на оваа грантова поддршка ние успеавме да реализираме околу 50 на работилници кои што беа различни и нашата евиденција вели дека имаме околу 220 поправени предмети. Исто така водиме евиденција и колку не се поправени. Зошто го кажуваме? Затоа што ете токму на Денот на животната средина треба да разбереме дека новите трендови покажуваат дека намерно се прават производите да не можат да се поправат, нешто против што сите треба да сме гласни и свесни и да го вратиме она производите и да можат да траат подолго и да можат да се поправат. Кој е најнеобичниот предмет кој што ви е донесен за поправка овде? Па, соседите веќе не препозна, имаме различни барања. Пред известно време нема шахта по клопецот и ни побара мајстор кој што може да го поправи. Гледаме да излеземе во престред, секаде каде што имаме контакт и да посочиме, затоа што свесни сме дека нема мајстор. Имаме голем одлив на луѓе надвор од земјата, особено оние што ги имаат овие вештини. Интересен предмет, дојде една госпоѓа со барање да и поправиме лепеза, која што незината мајка има добиено од Виенската опера и балет. И тоа многу стара лепеза, автентична, меѓутоа прво не можевме да најдеме мајстор кој што се занимава со вакви поправки, второ веќе е реставрација, меѓутоа ни беше многу интересно што ета не препознале и дојдоа специјално наменски со барање да се поправи еден таков необичен предмет. Може ли да ни објасните малку попластично како преку поправање на работите кои што ни се расипале во домот придонесуваме кон заштита на животната околина? Дали на тој начин се намалува отпадот, а се зачувуваат природните ресурси? Апсолутно да, на сите ни е јасно, економската логика е јасна на секој еден граѓанин дека доколку се поправи нели нема да се купи ново, меѓутоа она што е нејасно за математиката за поправки е токму таа еколошка логика дека кога еден предмет ќе заврши на депонија, тој станува отпад. Ова е превенција на таков отпад, меѓутоа исто она што е важно да го кажеме дека секогаш кога се произведува нешто ново се користат нови ресурси и во случајот тоа се и ретко обновливи, односно руди, нели сите производи, особено кукните апарати во себе имаат и метали. Тоа значи дека се користат девствени ресурси, доколку, нажалост, кај нас многу мал дел завршува на рециклирање, така да не е само отпадот како отпад во оваа линеарна економија, туку и цената и сето она што треба да се направи за да се направи нов предмет кој што треба да се купи. Овде интересно е исто што покрај нели овој губињето на ресурсите, односно користење на ресурси да се направи ново, секогаш кога еден предмет ќе се направи да не може да се поправа, ние губиме и човечки ресурси. Значи доколку нема побарувачка на пазарот за мајстори, за оние луѓе кои што поправаат, се губи и цела една нова професија. Вие како дел од граѓанскиот сектор преку низа активности придонесувате да се зголеми свеста на оваа тема, но која е овде улогата на компаниите и на институциите исто така? Како тие може да создадат механизми што ќе им помогнат на граѓаните да не ги заменуваат расипаните работи веднаш со нови?
Во однос на компаниите, веќе ќе стасува кај нас една европска регулатива, тоа е екодизајн. Се што ќе биде произведено за да се извезе во Европа, ќе мора да има дигитален пасош на продуктот, како е направено, како може да се поправи, како да се рециклира. Тоа е веќе регулатива која што нема да може да не заобиколи. Во Европа на големо се подготвува приватниот сектор да може да ја имплементира оваа регулатива. Институциите во рамки на своето функционирање треба да имаат обуки за вработените како да работат по зелено. Зелените јавни набавки се нешто што исто така е високо на европската агенда. Тоа значи дека една општина не мора секогаш да прави тендер за набавка на нов мебел. Може да купи од социјално претпријатие кое што продава реупотребен или мебел од втора рака. Исто така може да прави набавки што се од наши домашни зелени компании, наместо да предност на тендерот има некој што има најниска цена. И повторно, цена како фактор во еколошката димензија на нашето постоење не секогаш е доволен критериум за да ние направиме добар избор. Исто така едукативно како доаѓаат вработените на работа, значи дали се купува кафе секогаш во нова стаклена амбалажа или купуваме во рефил. Тоа се овие микро однесувања кои што значат за секоја индустрија во зависност од својот сектор постои различна регулатива, како што кажав, како што се нашите амбиции за пристап во Европската унија, така ќе дојдат и регулативите кои што сакале или не ќе мора да ги следиме. Она што ние како граѓански сектор го апелираме, тоа соработка. Во моментов сме по потрага по нов простор кој што би ни бил дониран, како што тоа беше во случајот со општина Кисела Вода, каде што ќе можеме да ги префрлиме целата опрема, алатите за повторно да биде достапен на граѓаните. Ирина, ви благодарам уште еднаш што бевте дел од утринската на телевизија Телма, а јас се надевам дека денеска директно од терен направивме чекор кон зголемување на свеста за штетите од хиперконзумеризмот.